која што ја следим колегата Кирил и за студентите и за пензионерите, и тие да можат и додека студираат да бидат работно активни, а и пензионерите, ако се чувствуваат дека своето време сакаат да го поминат во работа и во изложување на својот труд, да можат да го направат тоа. Кирил, не би ти одземала повеќе време, повели. Така, Елена спомна за иницијативата за донесување законско решение со кое што пензионерите, студентите ќе можат да бидат работно ангажирани регуларно преку Агенцијата за вработување, а во тој процес нема да им биде кратена пензијата која што веќе имаат осигурано или стипендијата кај студентите. За тоа каков е ставот на Сојузот на Сдружение на пензионери, како тие гледаат на ова, кои се нивните предлози кои што треба да се земат предвид со оглед на тоа дека знаеме и од овој месец следува и покачување од 2500 денари за пензионерите во Македонија. Ќе зборуваме со председателот на Сојузот на Сдружение на пензионери Станка Трајкова. Една законска иницијатива, вие повеќе време некако посочувате на потребата од тоа да бидат пензионерите можност да имаат да бидат ангажирани. Како гледате на ова и што е на што треба да се внимава и што ова ќе значи за пензионерите во Македонија? Пред да ви одговорам директно на прашањето, би рекла дека пензионерите со заминување во пензија не се пензионираат од општеството, туку тие избират живот и иднина. Каков ќе биде нивниот живот во третото доба, секако дека зависи најмногу од индивидуата, пензионерот, но зависи од примањата пензиски, исто така несомнено дека зависи и од општествено-економското милје во кое што живеат сите граѓани, па и пензионерите, а исто така многу битна е грижата на државата за пензионерите како огромна целна група покрај редовната исплата на пензијата. Можам да кажам дека според сегашната позитивна законска регулатива е утврдено дека доколку пензионер стапи во работен однос во земјата и во странство, му се запира исплатата на пензијата и по престанок на работниот однос му се воспоставува исплатата на неговата пензија, која што ги добива сите усогласувања што следувале на останатите пензионери додека тој бил во работен однос. Исто така, според постојниот закон за пензиско и инвалидско осигурување, доколку овој пензионер работел најмалку една година, може да му се пресмета и нов износ на пензија и како право ќе му се признае доколку тоа за него е поповолно. Секако дека, како што вие рековте, тоа е вистина. Сојузот на Сдружение на пензионерите на Македонија постојано во фокусот има мерки, иницијативи и предлози како да се подобри материјално-социјалната положба на корисниците на пензија, со тоа што тие се различити по својата природа, а денеска за тема го имаме работното ангажирање на пензионерите, што секако наспроти оваа досегашна регулатива за која што помалку зборував, оваа работно ангажирање на пензионерите не може да не се оцени како позитивна грижа за корисниците на пензија како огромна целна група од една голема бројка 347.000 пензионери кои што покрај својата пензија што ја имаат, ќе имат и своји дополнителни приходи. Во изминатиот период да ви кажам дека имаше голем интерес за вработување на пензионери. Имаше одредена артикулација меѓу Сојузот и одредени правни субјекти и тие беа на релација да се вработуваат пензионери, а особено интересот беше од одредени маркети, трговски маркети. Имаше и еден старски дом, каде што де факто се вработија одредени корисници на пензија. Нашата заложба како Сојуз беше
да се пензионерите при тоа вработување стават во еднаква правна положба како другите лица што се вработуваат, да им се дадат работни места кои што одговарат на нивната психофизичка способност, се знае дека старите луѓе може да имат и одреден дефицит во нивната здравствена состојба и да се води грижа особено за нив како возрастна целна група. Секако дека радува фактот што навистина тој интерес големуваше од ден на ден, а во конкретниот случај се работи за ангажирање на пензионерите по договор за дело, а да им тече редовната исплата на пензијата. Сега да се вратам на овој актуелен закон кој што се уште не е донесен, а неговата автентичност ќе ја видиме и можеме потоа повеќе да говориме, откако ќе биде објавен во службен весник, како закон, и тогаш ќе видиме целата таа регулатива внатре. Сега можеме малку нешто и да предпоставуваме, но основната поента позитивна е да може да бидат ангажирани пензионерите за да си го подобра својот материјален статус, а оваа мерка според мене како председател на Сојузот на Сдружение на пензионерите на Македонија, значи навистина е многу корисна, од една страна самиот пензионер ќе има голем бенефит, а исто така позитивната работа се гледа и на другата страна, односно со подобрување на состојбата во пензиската каса, каде што преку уплатата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување ќе се обезбедат повеќе средства за исплата на пензиите и ќе се обезбедува секако она што е основна цел на секој пензиски систем, да биде финансиски стабилен на краток и на долг рок, да се грижи како за сегашните пензионери, така и за идните младите пензионери кои што во една стабилна држава и стабилен пензиски систем, и тие однапред треба да знаат дека со издвојување на дел од нивните средства кога ќе дојде време да одат во пензија, иако сите мислат дека староста е далеку, но таа брзо доаѓа и затоа на таа работа треба да се мисли уште на помлади години, да се следи. Има и осигурани случаи во пензискиот систем кои што вие не можете да ги предвидите освен староста. И тоа има и околности кои може да настанат. Ако вие како осигуреник се грижите за себе, се интересирате дали ви се плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, сигурно дека и несомнено е дека вие се грижите за својата иднина. Така е. Јас имам уште неколку прашања, меѓутоа во интерес на времето, овде ќе се заблагодарам за коментарот за овој нов закон. Ќе продолжиме ние со разговорот кој што ќе го емитуваме во некое наше наредно издание. Слушнаме како Сојузот на Сдружение на пензионери го оценува тоа. Спомна и председателката дека тоа е иницијатива на Сојузот кој што веќе подолг временски период обстојува и е за поздравување можноста пензионерите да бидат работно ангажирани и да им тече паралелно со тоа пензијата, а со тоа и се подобрува нивната благосостојба.